помина и 15-минутното академско доцнење и мислам дека е време да започнеме. Официјално здраво од мене и добре дојдовте на уште еден од настаните кои што веќе еден месец се вртат низ Македонија, младински изборни муабети. Да ви се представам, јас сум Благица Петрова, доаѓам од Националниот младински совет на Македонија, поточно од секретаријатот. И денеска имам улогата на модератор, ќе бидам со вас тука да ви ги представам гостите и накратко да ви објаснам идејата за младинските изборни муабети. Приказната почна на иницијатива на група млади луѓе во рамки на Националниот младински совет на Македонија, кои што формираа група за анализирање на програмите на политичките партии во предизборието во 2014 година. И од таму тргна целата приказна дека наодите ни покажа дека можеби не е доволно само да направиме анализа на тоа што се случуваше, туку дека можеби е добра идеја да тоа го промовираме помеѓу вас младите. И една од причините зошто сме тука е токму таа. Патем анализата е изготвена на два јазика, албански и македонски јазик, и истата можете да ја најдете надвор, значи пред влезот во салата. Целта на младинските изборни муабети на почетокот беше да поканиме подмладоци на политички партии, значи да организираме настан кој што немаме среќа да го гледаме тоа секој ден, односно немаме среќа да учествуваме на таков тип на форум секој ден. И заради тоа, баш поради таа потреба, Националниот младински совет во поддршка со NDI реши да го спроведе токму ова, значи младински изборни муабети, да прошетаме низ Македонија, да ја презентираме анализата и да ви обезбедиме простор каде што токму вие ќе имате прилика да поставувате прашања директно до политичките подмладоци, односно подмладокот на оние кои што вас правно или институционално ве застапуваат. Тука почна идејата, значи ова е седмиот поред форум младински изборни муабети и нема да должам многу. Насоката на муабетот се во извесен временски период, за жал заради развој на политичките настани се смени и заради тоа денеска ќе збориме за младинските политики во Македонија, значи оние кои што се практикуваат денес и што е она што треба да се промени во однос на младинските политики во Македонија. Ние на сите младински изборни муабети ги каневме подмладоците на сите политички партии, меѓутоа овде со нас и денес поточно се оние кои што во суштина прифатија да гостуваат во Штип. И навистина ми е жал што имаме представник само од една политичка партија, меѓутоа тоа не значи дека треба да се обесхрабриме и дека не треба да го отвориме прашањето јавно и да го адресираме оному каде што треба. Така што ќе почнам со представувањето по тој ред. Значи најпрвин од моја десна страна, представникот на Социјалдемократската младина на Македонија, Трајче Стојчевски. Трајче, здраво. Лево од мене е представник на управниот одбор на Националниот младински совет, Иван Јованов, кој што на крај ќе ни збори малце повеќе за младинските политики, меѓутоа од перспектива на граѓанскиот сектор. И веднаш до Иван е Драгана, или попозната како Дина Митровиќ во Штип, предпоставувам, кој што доаѓа од младински клуб на општина Штип и исто така младински работник. Значи она ќе даде еден осврт на младинските политики во Македонија од аспект на младински работник. Така што јас не би должела многу. Би започнала со една кратка статистика, за да можам да го отворам овој форум конечно. Меѓутоа, оваа статистика би требало да се однесува на вас, односно вам, да се обидам да ви отворам неколку прашања кои што или сте ги размислувале,
или не сте ги размислувале, а е одлична прилика доколку не, а имате неодговорени прашања по основ на тоа, слободно да ги адресирате до некој од нашите говорници. Имајте предвид дека во Македонија само 24% од младите се задоволни од живењето во Македонија. 76% од младите сметаат дека не можат да влијаат на политиките. 62% сметаат дека не се доволно представени во политичките текови, значи не се доволно застапени. Огромна е бројката на младите кои што се селат од државата и огромна е младинската невработеност преку 52%. Така што овие статистики верувам дека ќе отворат многу прашања, не само кај вас како публика, туку и кај нашите говорници и ќе поттикнеме една конструктивна дискусија од која што ќе се заминеме сите со некои идеи за наши идни активности. Така што нема да должам многу. Трајче, повели со твое излагање во однос на моменталните состојби со младинските политики и што е она што во иднина би требало да се направи за да се променат статистиките кои што ги напоменав на почеток. Повели. Благодарам. Добар ден и од мене, почитувани присутни. Чест ми е што овде во Штип, во центарот на Истокот, можеме да отвориме една добра дебата, да поразговараме за можеби најактуелната тема деновиве, а тоа е македонска политиката во Македонија. Јас како представник од Социјалдемократскиот сојуз денес нема да зборувам за тоа што Социјалдемократскиот сојуз нуди и кои се мерките на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз одлучно кажа дека нема да учествува на овие криминални избори кои што режимот сака да ги организира на 5 јуни. Денес ќе зборувам за тоа за што ние се бориме и што навистина сакаме. На сите граѓани и граѓанки во Република Македонија ни е кристално чисто јасно дека во Република Македонија без слободни избори нема слобода. Со месеци се бориме за слободни, фер и демократски избори. Се бориме да го вратиме основниот демократски принцип на секој граѓанин, а тоа е еден граѓанин, еден глас. Се бориме да ја вратиме убавината на демократијата, а тоа е различното мислење во нашата држава, правото на глас и правото на критика. За сето ова да се оствари во Република Македонија беше потпишан договор во Пржино. Никола Груевски неколку пати се обиде да го поништи тој договор на начин што избирачкиот список не се прочистуваше, реформи во медиумите нема и притисоците од страна на челниците на ДПМН врз граѓаните продолжуваат и понатаму. За нас како Социјалдемократски сојуз зборот на вистина е збор. Нема да се откажеме од принципите во кои што веруваме и од кои што нема да отстапиме. Во име на целата демократска јавност, во име на тие принципи и во име на сите граѓани на Република Македонија, Социјалдемократскиот сојуз нема да учествува на изборите на 5 јуни. Во изминатите месеци видовме зошто ВМРО ДПМН и камарилата околу нив не сака фер, демократски и слободни избори. Одбиваат да го испочитуваат она што го потпишаа во Пржино и ВМРО ДПМН и владеачката гарнитура околу ДПМН во обид да останат на власт и да продолжат со криминалите кои што 10 години ги правеа, не бираат средства. Сведоци сме дека Државната изборна комисија усвои извештај на кој што се покажа дека има 330.000 спорни гласачи на избирачкиот список. Денес ДИК одлучи 124.000 гласачи воопшто да не ги проверува теренски. Сведоци сме дека до денес повеќе од половина теренски проверени гласачи не се најдени на своите адреси, не се најдени дома, а власта одбива да ги избрише од избирачкиот список. Власта одлучно го одби предлогот за реформи во медиумите кој што беше предложен од страна на новинарите и на синдикатот. Со ова удри шлаканица на сите оние кои што сакаат објективни и слободни медиуми.
Како што кажав на почетокот, на сите нас, на секој граѓанин во Република Македонија му е јасно. Без слободни избори, слобода нема. Ние како членови на Социјалдемократскиот сојуз, пред се како граѓани должни сме и на Република Македонија и нема да дозволиме да згасне последното жарче за демократијата и слободата во Македонија. Заедно да застанеме во одбрана на демократијата, бидејќи тоа не е наш личен интерес, туку е прашање за иднината на Република Македонија. Јас ве убедувам, демократијата во Република Македонија ќе ја вратиме. Провикавме на широк демократски фронт. Се потпиша платформата за демократска Македонија. СДСМ и коалиционите партнери потпишаа платформа за демократска Македонија, која што ветува враќање на демократијата и слободата назад во нашата држава. Со оваа платформа која што е потпишана, не само СДСМ и коалиционите партнери, туку и сите ние граѓани должни сме безкомпромисно да се бориме против криминалот и корупцијата која што оваа власт 10 години ни го сервира. Слободата и демократијата се темел на секое здраво општество и предуслов за секој граѓанин во државата да има нормален живот. Сведоци сме дека целото општество ни е окупирано 10 години од една политичка партија која што врши криминал на различен начин. А можеме да се ослободиме само доколку заедно и цврсто застанеме зад неколкуте принципи за да ја вратиме демократијата и слободата. А тоа се, мора да обезбедиме фер, демократски и регуларни избори. Медиумите мора да бидат слободни и објективни. Борбата против криминалот мора да биде безкомпромисна, институциите мора да се департизираат и да бидат независни. Во Република Македонија ќе имаме слободни, фер и регуларни избори само кога ќе се прочисти избирачкиот список, кога ќе се реформираат сите медиуми и кога ќе престанат притисоците од страна на оваа власт врз сите нас граѓаните. Што значи слободни медиум? Слободен медиум значи присуство на демократијата. Еден слободен медиум представува столб на секое слободно општество. Заробените медиуми мора да се реформираат преку реформи кои ќе обезбедат професионално, избалансирано и објективно представување на сите политички партии. Мора да се направат реформи и во МРТВ како јавен сервис на граѓаните и во нејзиното финансирање врз сите медиуми. Мора да се направи реформа и да се даде поддршка на секој новинар кој што сака честно да си работи работата. Криминалот и корупцијата ни го киднапираа системот, ги заробија државните институции и наметнаа сиромаштија на нас граѓаните. За борбата во криминалот да биде безкомпромисна, неопходна е целосна поддршка на специјалното јавно обвинителство, департизација на судот и департизација на полицијата која што мора да работи само во интерес на граѓаните. Институциите во нашата држава мора да бидат независни. Тоа е еден од предусловите за овој режим да биде демонтиран. Како што кажав, мора да имаме независно судство, мора да имаме независна полиција, која што ќе работи во служба на граѓаните. Ова се неколкуте начала во кои што силно веруваме и за кои што ќе се бориме и нема да отстапиме од нив. Во име на овие принципи и начала ги повикувам сите граѓани и граѓанки, сите граѓански здруженија и организации и сите политички партии да не учествуваат на овие лажни избори кои што режимот сака да ги одржи на 5 јуни во 2016 година. Или Груевски, или Македонија. Заедно застануваме на страната на Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Трајче, ти благодарам и тебе, меѓутоа пред да продолжиме со следниот говорник, би сакала да спомнам уште една статистика која што постои во две истражувања. Едното истражување е на Младинскиот образовен форум, а другото истражување е студија за млади на Фондацијата Фридрих Еберт,
кои што велат дека е голем процентот на младите, не се сеќавам точно колку беше бројката, меѓутоа е голем процентот на младите кои што не гласаат во државата од XX причини, имајќи предвид дека и 76% сметаат дека нивниот глас не може воопшто да влија или да смени некоја политика. Јас во говорењето, за жал во ниеден момент не слушнав млади, па би сакала да потегнам едно прашање од тебе конкретно. Значи, имајќи предвид дека е толку голем процент на апатијата кај младите, како планира Социјалдемократскиот сојуз да ја врати довербата кај младите и со кои мерки предлага да го направи тоа и дали вие како млади воопшто учествувате во рамките на вашата партија во креирање на вашите програми? Повели. Благодарам за прашањето. Социјалдемократскиот сојуз во изминатиот период покажа и докажа дека по преземањето на власта главен акцент ќе бидат младите. Како што кажав, нема да говорам за тоа кои се мерките на Социјалдемократскиот сојуз, но еве да ви одговорам. Социјалдемократскиот сојуз во својата програма има многу проекти кои што ги засегаат младите и ќе го подобрат младинскиот стандард и ќе се запре младинското одселување. Нудиме Социјалдемократскиот сојуз нуди отварање на неколку бизнис центри, каде што главниот акцент ќе го имаат младите. Младите ќе можат да започнат свој бизнис и натаму сами да напредуваат. Ќе бидат дадени 10.000 евра како гарант, како неповратни средства за секој млад кој што ќе достави бизнис идеја. Тие бизнис центри ќе бидат отворени во најголемите градови, Штип, Битола, Тетово и така натаму. Во бизнис центрите ќе имаме правна, економска и предприемничка и сметководствена поддршка, како и простории со опрема и со канцелариско функционирање, се со цел овој бизнис понатаму да успее. Во делот од образованието ќе се реформираат сите студентски домови, сите постојани ќе се отворат нови студентски домови. Во Скопје кај студентските домови Гоце Делчев и Стив Наумов ќе се изградат нови кампуси. Ќе изградиме нов студентски дом во Автокоманда во рамките на универзитетскиот кампус Стив Наумов со преку 700.000 легла. Во Битола, Штип и Тетово како седишта на универзитетите ќе изградиме универзитетски кампуси и ќе се реконструираат веќе постојаните. Со тоа што секој студент ќе добие место во студентските домови и ќе може истото да го користи се до неговото дипломирање, тоест во период од 4 до 5 години. За младите исто така ќе воведеме студентска платежна картичка, ќе има бесплатен јавен превоз, што е најважно што ги засега средношколците, а и студентите. Ќе има укинување на екстерното тестирање, младите ќе имаат шанса да волонтираат во образованието. Тоа се неколкуте сет мерки што Социјалдемократскиот сојуз ги нуди, а тоа на прашањето дали ние како членови на Социјалдемократскиот сојуз учествуваме, не само ние што сме членови и активисти на Социјалдемократскиот сојуз, туку и сите граѓани, сите млади учествуваа во конструирањето на изборната програма. Благодарам. Благодарам. Сега простор ќе дадам на Драгана Митровик од Младински клуб Штип да ни даде еден нејзин осврт како младински работник во однос на моменталните младински политики во Македонија и што е она што треба да биде променето. Поели. Благодарам, Благице. Веројатно, јас до душа повеќе би сакала да зборувам за локалните младински политики, поради тоа што Штип е мојот град и јас тука живеам и одамна не сум во категорија млади по возраст, ама сум младински работник и работам и соработувам и се дружам со млади повеќе години. И од прилика би можеле да кажеме дека веројатно ги знам состојбите и знам што се случува.
за жал не сум најсреќена од тоа што се случува кај нас. Од аспект на институционално евентуално влијание некое поврзано со младински политики, единствено што ние имавме локална стратегија за млади која што истече со важност во 2015 година, значи на крајот 2015. До сега не сум слушнала најава, односно да се пројави интерес или да се одговори на прашање зошто не се покренува иницијатива за нова стратегија локална за млади кај нас во Штип. Ова може би е само документ, нели само хартија, некоја меѓутоа е основа за решавање на многу од проблемите на младите. Значи, ако добро се испланира, општината која што ги усвојува тие документи има после обврска да реализира. Дополнително, како поддршка некоја за младите, од пред 4 години, не, повеќе од 4 години, 8 можеби, имаме и Совет на млади во општина Штип. Всушност, првиот Совет на млади во Македонија беше формиран во општина Штип. И тоа беше формиран на иницијатива и лобирање од граѓанскиот сектор, со намера тоа да биде едно консултативно тело на Советот на општината кое што ќе допринеси, ќе помага, односно ќе го свртува малку повеќе вниманието кон младите и нивните проблеми и потреби, и нормално ќе биде линкот помеѓу младите и носителите на одлуки. И сега во некои таму 7 години веројатно функционирање на тој Совет на млади, јас не сум почувствувала нити сум видела некое подобрување, односно некоја можеби промена во однос на состојбите со младите. Сега проблемот тука може да се гледа на сите можни начини, меѓутоа Советот го составува тоа тело и многу е битен начинот, односно луѓето кои што се вклучуваат во Советот на млади. Советот на млади моментално има еден куп активности од едукативен, информативен карактер, не знам, прават некои истражувања повремено, последно имаше во основните училишта, меѓутоа тоа не е единствената и примарната функција на Советот на млади, кој што има легитимна моќ на вистина да направи некоја промена и да влијае. Од аспект на тоа се две работи кои што ми паѓаат на памет дека ги имаме, а ги немаме баш. И верувам дека ако во иднина се посвети малку повеќе внимание од страна на институциите и носителите на одлуки за овие работи да се малку променат, верувам дека ќе има подобрување. Сега, во однос на учеството на младите, поразителна е, ама не ми е нова и изненадувачка оваа статистика дека 76% од младите сметаат дека не можат да влијаат врз младинските политики, односно врз политиките. Ова едноставно сметам дека е поврзано и со искуствата, со примерите кои што младите и децата ги имаат од возрастните и со едноставно нивното информирање и едукација за тоа право на учество во процесите на носење на одлуки. И секако не го искористуваат тоа право дури кога им е дадено. Значи, тврдам дека може да се учествува многу повеќе ако се обидеме, ако дознаеме на кој начин. Има еден куп можности на кои што младите можат на вистина да влијаат и да допринесат многу. Не знам, дополнително во однос исто и интересна ми беше и темата и интересно ми беше дека ќе има представници од политички партии тука. Жал ми е што имаме само од СДСМ говорник, бидејќи на вистина сакам до младите, односно подмладоците во политичките партии да препорачам малку повеќе да се грижат за интересите на младите како млади, а второ за интересите на политичката партија, бидејќи некако во последно време младите ни се активни единствено во политичките партии, што е малку чудно. Меѓутоа често сум чула дека младите политичките партии ги сметаат како агенции за вработување, нели ќе бидеме активни во политичка партија и после ќе се вработиме. Тоа не смее да биде никаква мотивација за било кој млад човек да го троши своето време или да се чувствува присилен да учествува во било која
политичка партија. Дополнителен проблем кој што го имам и сметам дека тоа е лош пример воопшто за младите, како млади, да се учиме дека на тој начин понатаму ние ќе функционираме. Друг проблем ми е тоа што се практично се злоупотребуваат и малолетни лица од страна на политичките партии. Имаме млади кои што имаат под 18 години, а се членови на политички партии и се активисти кои што нели допринесуваат и за време на избори и се сме ги виделе. И исто така ми кажале дека во предизборна кампања добиваат инструкции во средните училишта да дознаат кои ќе наполнат 18 години до изборите, па да се обидат да ги регрутираат во партијата или во другиот случај евентуално да дознаат за кого се определени семејствата на нивните соученици. Тоа е страшна работа. Страшна работа е младите луѓе да си ги насочуваме во таа насока, односно да ги користиме како регрутери и како не знам, како можеби физичка сила, со ветување дека ќе бидат вработени. Факт е дека не може сите да бидат вработени. Ако лежиме на тоа уво, ќе останеме невработени или ќе се селиме од Македонија, кој што е исто така голем проблем. Значи, сметам дека е сериозен проблем однесувањето на политичките партии во таа насока и би сакала и би апелирала да ги остават младите на страна и да не ги користат да не ги користат. Нормално имаат секој има слободна волја, меѓутоа не е ни законски на тој начин да им се пристапува на младите и на оние кои што имаат под 18 години. И исто така, немаме возрастни тука, но би апелирала состојбите локално се веројатно малку подобри отколку во другите градови, бидејќи универзитетски град имаме повеќе млади, меѓутоа апатијата се чувствува отсуство на младите во еден куп активности. Институциите не го поддржуваат нивното учество и не ги поддржуваат нивните права. Например, имаме кога беа средношколскиот пленум, кога организираше протести на нашите средношколци, им беше забрането да учествуваат на протести. Мислам дека беа затварани, мислам дека им беше дадена закана дека ќе бидат казнети на некој начин. Исто и малку ми е чудно тоа дека Штипен или универзитетски град кај што има милијадници студенти, а студентски пленум да немаме. Не е дека поддржувам било која страна од аспект на тоа зашо се протестираше или не, туку чудно ми е интелигенцијата наша, која што е на универзитетот, да немаме макар и спротивставени страни, да немаме дебата, да немаме учество воопшто, на било кои погледи да се бранат. Значи, тука очигледно нешто не е како што треба. Очигледно е дека младите го следат примерот на возрастните кои што веројатно го бират полесниот пат, па преку партиски активности сметаат дека полесно ќе дојдат до, не знам, екзистенција, што од друга страна е жално да се користи за да се не знам, да не зборувам повеќе на таа тема, би сакала да кажам дека жал ми е тоа дека младите немаат баш многу позитивни примери од кои што би учеле активизам и учество. Ти благодарам, Дина, на излагањето и еве и за тебе едно кратко подпрашање само. Слушнав од некој во неформален муабет дека си учествувала во креирањето на стратегијата за млади на општината. Дали ќе сакаш да ми кажеш малце повеќе за тоа, за процесот? Дали процесот беше отворен, дали реално младите биле активно вклучени? Значи не зборам за декоратива, зборам за фактичко учество. И колку активности, колку реално таа стратегија се спроведува, се имплементира? Скоро нула. Значи, Младински клуб го фацилитираше процесот на креирање на локална стратегија за млади. Со тоа што ние тој процес го почнавме уште некаде 2008-2009, правевме дури настан на отворено за да излобираме кај градоначалникот, тогаш беше, мислам, Панде Сарев, што значи пред 3 градоначалник. Да.
за да излобираме, за да се убедиме дека ние нели младите тука сакаме и ни треба локална стратегија за млади. И почнавме со некој процес во кој што учествуваа многу млади. Имаше работилници на кои што учествуваа млади и исто така спроведовме истражувања и фокус групи со млади од различни области кои што беа актуелни, не се многу различни од сега. Значи имаше вклученост на над 100 млади низ целиот процес во првата фаза. Со тоа што дојде време за избори и единствена работа која што требаше да направиме пред изборите беше да организираме јавна расправа и на таа јавна расправа да дискутираме за стратегијата, да собереме други дополнителни коментари, препораки и така натаму. Меѓутоа, бидејќи беше точно пред избори, месец или така нешто пред избори, јас решив дека не сакам тоа да помине на последна седница на совет пред изборите, бидејќи не можеме да знаеме што ќе се случува после и се случи. Имаше уште една стратегија која што се работеше во исто време и беше усвоена на седница последна на совет пред изборите, што значи пред 7 години. И веднаш по изборите, кратко време после изборите, таа пупу не се важи, почнавме со работење на друга. И ни требаше малку повеќе време дури да стапиме во контакт со градоначалникот и да продолжи со поддршка, нели, тогаш беше Зоран Алексов, да ја продолжи поддршката за, односно да даде зелено светло дека локалната самоуправа, општината се согласува со тоа што е сработено и да ја продолжиме работата понатаму. Така што едно 6 месеци бевме во, можеби 8 месеци во мртва точка некоја. И после тоа дури договоривме соработка околу 12 август, Светскиот ден на младите, договоривме некоја соработка да продолжиме. Меѓутоа направивме уште работилници за секој случај, за да вклучиме и други млади, да провериме дали состојбите се еднакви. И навистина, мислам, се вклучија и луѓе од институции, сите засегнати страни мислам дека беа вклучени во тој процес, така што имавме стратегија која што беше реално многу изводлива, едноставна. Единствено што требаше беше да се институциите да ги координираат ресурсите и луѓето и исто така младите да се вклучат. Значи немавме некоја страшна комплицирана стратегија, за жал спроведувањето на истата, без разлика што беше понуден некој механизам во рамки на стратегијата кој што би обезбедил спроведување на истата и мониторинг на истата, за жал ништо не се случуваше после тоа. Така што ни остана како на хартија, иако е спроведено воопшто нешто, веројатно тоа било неконкретно со намера да се спроведе тој дел. Мислам дека многу мал процент е спроведено. А буџет имаше? Немаше буџет предвидено, меѓутоа многу, како што кажав, многу од акциите можеа да се спроведат со искористување на постојни капацитети и ресурси на институции од градот. Добро, ти благодарам на излагањето, Дина. Сега ќе оставам простор на Иван Јованов, како член на управното тело на Националниот младински совет. Иван ќе ни каже нешто повеќе за младинските политики од национален карактер и ќе даде негов личен осврт за тоа што е она што треба дополнително да биде направено. Благодарам, Блавица. Само на кратко да се осврнам кон Дина, бидејќи интересно заврши, кажа дека имало локална младинска стратегија, ама немало буџет. Така што веројатно тоа е една од најголемите причини, за мене најголема, за неимплементирање на таква стратегија, бидејќи секој донесен документ, доколку нема буџет, е документ за во фиока. Така беше и со националната стратегија за млади 2005-2015, која што имаше само еден акцијски план и немаше буџет. И оваа година се усвои новата стратегија, која што се уште треба да видиме акцијски план и се уште треба да видиме буџет, кој што треба да ги поддржи младинските политики. Пред да зборам за тоа што сметаме како Национален младински совет дека е потребно, се надевам дека имавте шанса да ја погледнете оваа анализа, која што е многу кратка и за прв пат во нашата земја е направена.
Кратка е бидејќи ние сметавме дека треба да биде кратка. Кратка е затоа што програмите на политичките партии имаат многу малку за младите и за младинските политики. Значи генерално сите партии, не збориме за една, две или три. Ако погледнеме од друга страна, младите во Македонија се 465.000, 23%. Ако се 23%, тогаш логично би било 23% од програмите на политичките партии да имаат мерки за млади. Ако видиме дека 55% од младите сакаат да се одселуваат, сакаат да се одселат од Македонија, тогаш што правиме за да го смениме тоа? Што правиме за да видиме зошто сакаат да се одселат? Какви мерки предлагаме за да видиме дека сакаат тие да останат? И исто така 40% од младите сакаат да имаат вработување во јавна администрација. Доколку сакаш да се вработиш во јавна администрација, кај нас барем така се гледа, треба да бидеш член на политичка партија. И со самото тоа каква порака праќаат нашите политички партии, ја гледаме причината зошто младите сакаат да бидат во јавната администрација. Ова се само дел од бројките и статистиките. Јас сега ќе кажам две работи кои што сметаме дека се потребно да се направат на национално ниво како политика за млади, бидејќи нели младински политики се сите мерки и закони што се носат конкретно за да унапредат положбата на младите. Значи конкретно насочени кон младите. Едната од нив е буџет за млади, а другата е механизам за соработка со најголемото представничко тело во овој момент Национален младински совет, каде што ќе се осигура дека младите никогаш нема да бидат исклучени од процес кој што се засегнати и во кој што треба да дадат мислење. Кога последен пат младите учествувале во консултативен процес за носење на предлог закон со кој што се тие самите засегнати? Да се потсетиме само како се обиде да се протне законот за високо образование без никаква консултација, како се протна реформите за екстерно тестирање. Ние не велиме дека тоа не е потребно, меѓутоа без да се консултираат младите, сметаме дека не може да има квалитетна младинска политика. И затоа во оваа насока потребно е да имаме механизам каде што сите ние што сме тука и сите останати млади, представувани од најголемо представничко тело, ќе го дадат своето мислење и својот допринос во мерките за свое добро. Од една страна, од друга страна буџет. Рековме дека секој документ, ако нема буџет, џабе ни е тој документ. И ако го видиме буџетот на Агенцијата за млади спорт, ќе видиме дека секторот спорт има само 3 милиони денари годишен буџет. Тоа е околу 3 до 5% од вкупниот буџет на Агенцијата за млади спорт, што е многу малку за млади. Например, Националниот младински совет има поголем буџет од Агенцијата за млади спорт, што од една страна, мислам, ние сме супер среќни заради тоа, ама потребно е да се издвојат средства за млади, канализирани преку Агенцијата за млади спорт, кои што ќе бидат директно насочени кон мерки за млади и тангирани преку Националната стратегија за млади. Нема да одзема многу време, бидејќи сакаме да оставиме простори за вас, така што слободно можете да прашате дополнително. Благодарам. Да, еве го, ова е тој дел каде што конечно го отвораме форумот кон вас и ви обезбедуваме простор каде што вие ќе може да ги адресирате сите ваши прашалници. Јас само би сакала кратко да кажам дека не е важно кој има поголем буџет, дали НМСМ или Агенција за млади спорт. Она што е најважно е волјата за заеднички сили да направиме нешто подобро за младите. Да, жално е дека има толку мал буџет, меѓутоа она што треба да се направи е да видиме што можеме да истераме максимум заедно, значи институционално младите преку представничкото тело Национален младински совет и институциите. Така што
Предпоставувам дека ви се отворени доста прашања, бидејќи многу работи изнакажавме и ќе ви оставам простор, повелете слободно кој сака да праша. Повели? Здраво на сите, јас сум член на повеќе организации кои што работат со млади и најмногу сум засегнат од секторот на неформално образование. Имено учествувам во дебатниот клуб во Штип, но и во повеќе други клубови. И прашањето е упатено до сите представници од сите организации, што би сакале да се промени, како планирате да се промени нешто во делот на неформално образование во Македонија. Имено од неколкуте дипломи кои што ги имам досега, ниту една не ми е признаена, ниту од Универзитетот Кирил и Методи, ниту од Универзитетот Гоце Делчев во Штип и никаде во Македонија, ниту во средните училишта, ниту во универзитетите не ми се признаени тие дипломи, а сметам дека јас и многу други млади имаат уложено огромен труд за да ги добијат. Па така што планирате вие во иднина и како тоа да се промени? Благодарам. Ќе почне некој? Да. Ќе почне некој? Океј, јас како представник од граѓанска организација и младински работник можам да кажам дека ние немаме буџет за неформално образование баш многу, ама сакам да ви информирам дека постоje Сојуз за младинска работа кој што една од работите кои што сака да ги постигне е да се обезбеде квалитетна младинската работа, меѓу другото и нели нормално тие што се испорачатели на неформално образование да бидат признати на некој начин и на тај начин да се обезбеде поголем квалитет и тие сертификати кои што се доделуваат или потврди или дипломи да добијат малку поголема вредност у очите на работодавачите и нормално сите други на кои што би требало да им значи нешто, тоа дека еден млад човек посветил време и внимание и труд да посете некоја обука, да научи нешто кое што може да не може да се добие преку формалното образование. Значи ово е само чисто како една информација дека во теке работа и се размислува како да се постигне квалитет некој малце поголем, односно како го викавме? Постручно. Инакој колега ни од управен одбор на СМР, значи сертификацијата на малку посериозност поголема да се даде и од граѓанскиот сектор, односно од испорачателите на неформалното образование. Тука ние можеме нешто да помогнеме. Благодарам. Ова е супер прашање, бидејќи јас дома лично имам едно можеби 50 сертификати од неформално образование, кое што многу повеќе си го почитувам од формалното образование и многу повеќе имам стекнато преку тоа. Инаку во новата национална стратегија една од работите која што е вметната внатре е признавање на неформалното образование и сертифицирање на организации кои што би биле понудувачи на неформалното образование. Меѓутоа за сега нема план како тоа да се направи, бидејќи треба да биде вметнато во акцијскиот план. Сега ние како Национален младински совет планираме да правиме евалуација на спроведувањето на националната стратегија и една од работите на кои што сигурно би инсистирале при изработка на акцијските планови е точно како да се спроведе таа мерка за сертификација на неформалното образование, бидејќи е стварно битна работа и сметаме дека тоа многу фали во оваа земја за секој млад човек што ќе отиде на обука, на тренинг и така натаму, да знае дека после тоа ќе му користи за било што да сака да го употреби во својот живот. Се надам дека ти одговорив на прашањето.
Благодарам. Ние како Социјалдемократскиот сојуз, односно како партија која што сериозно претендира да ја преземе власта од граѓаните, во програмата имаме мерка која што е наречена проект Гаранција за младите. Овој проект станува збор за проект кој што веќе е воведен во земјите членки на Европската унија како предлог кампања на партијата на европските социјалисти. Проектот Гаранција на млади не е само декларативна заложба. Со овој проект ќе возможиме секој млад човек да добие понуди за вработување, можност да го продолжи своето образование, да добие пракса или тренинг за вработување во период од 4 месеци по завршувањето на образованието, преку предстегнувањето на статус на невработен. Иако оваа програма ќе создаде значителни буџетски трошоци, сметаме дека нив државата брзо ќе ги надокнади. Тоа е во делот за неформалното образование што Социјалдемократскиот сојуз нуди. Благодарам. Извини, едно прашање. Јас сум исто член на СДСМ. Јас се викам Анита Дурмишева. Можете слободно да контролирате. У кој број не знам сега. Сакам да ви кажам, младината, кое право имат младината и која култура ја носат и која евиденција ја имат и што е вработено на младината и по кое подколение оде младината. Дека е младината? Ја не ги гледам. Како еден персон што дојдов, например, после 6 години у Македонија и не гледам од младината ефект. Нема ефект. А СДСМ и ВМРО се борат само за еден стол. Ама култура нема. И нема ефект. Мислите за социјалдемократската младина или општо за младината? Па сега не знам кој е СДСМ, не знам кој се, а и не знам кој е ВМРО. Не знам. Зошто? Во СДСМ нема многу младина. Гледам, многу слабо тука. Што е работа? Дека се? У Европа, зошто одат у Европа? Што има у Европа? Општо во Македонија. Што има у Европа, има и у Македонија. Македонија се има. Се што треба има Македонија. Што прават у Европа? Што има у Европа? Само ги носат парите таму, ваму и ги трошат у Европа. А у Македонија што? Донесуваат ли од Европа во Македонија? Прашајне. Ќе ви благодарам на прашањето, да се воздржиме само од... Извини, во Европа има евро, а во Македонија има денар. И сега у Европа е друг системот, у Македонија има друг систем. Во ред, ви благодарам. Уште еднаш само да апелирам да се воздржиме од говор на омраза и да се потрудиме да се испочитуваме додека сите говориме, бидејќи нели секој има право да си го каже своето мислење. Така што повели. Како што рековте, не ја гледате младината овде во Република Македонија, така? Тоа е резултат на катастрофалните политики на 10-годишното владење на ДПМН. Младината не само неприсутна или отсутна во Социјалдемократскиот сојуз. Општо во Република Македонија се соочуваме со нагло оцелување кој што главен акцент ги зазема младите. А зошто младите се оцелуваат? Затоа што бараат подобра иднина или бараат побрзо решавање на своето екзистенционално прашање. На почетокот кажавте што бара младината или што сака младината. Зошто младината се истакнува во политичките партии. Во младината го има најголемото право да се бори, да се избори, да ја врати најпрво слободата, демократијата во нашата држава, затоа што ние сме и должни на Република Македонија. Благодарам. Благодарам. Трајче, некој друг би коментирал ли? Јас мислам дека младите не се толку должни на Македонија, колку што Македонија им е должна на нив, ако сме веќе искрени.
Меѓутоа, младите имат право практично да се изборат за подобра Македонија и за самите себе. Тука е мислам дека проблема зашо младите се иселуваат, уствари не мислам, туку има истражувања кои што го потврдуваат тоа, а и секојдневна комуникација со младите покажува дека примарна мотивација е екзистенцијалното прашање. Тоа значи дека за пари, односно за да може да заработат и да живеат еден достоинствен живот, они бират, не дека им е лесно, далеку од тоа дека им е лесно кога ќе отидат у странство и ќе работат се и се што, меѓутоа вредноста можда на еврото, односно куповната моќ на еврото е малце поразлична од таа на денарот. Особено мислам сега да не зборам у кој период, меѓутоа факт е дека тоа што пред за 1000 денара на пример сме можеле да купи што работи пред 5 години, сега не можеме ни пола кесенце да изнесеме од продавница. И сега, сето тоа прилично значи. Дополнителен проблем се и образованието и можностите кои што младите реално ги добиват. Значи, можностите за вработување. Има еден куп мерки, мислам дека дури у Националната стратегија за вработување и акцијскиот план за 2015 или 2014 беше акцент оставен на младите. И има некои мерки кои што се промовират. Ама некако јас не ги гледам младите кој знае колку вработени. Искрено. И тоа е проблем. Значи, преку образованието и од кај ни е културата на крајот на краиштата. Децата и младите се огледало на целото општество и на возрастните. Кога ќе земеме предвид кои примери ние ги гледаме, кои примери ги следеме, заради тоа јас претходно го спомна проблемот со регрутирањето на младите у политичките партии. Ние преку тоа, односно возрастните, јас сум у тие, учеме се ги младите и децата дека на тај начин се стекнува статус, се стекнува, не знам, имаме поголемо влијание во општеството и ќе заработиме повише пари. Кое што е сосема погрешно. Значи ние ги имаме извртено вредностите за децата и за младите и они од кого би гледале за да научат што е култура и што се вредности и кои вредности треба да ги поддржуваат. И заради тоа ја би апелирала на овие млади тука кои што се да ги поведат за рака нареден пат другарчињата, тие кои што ги имат блиските до нив. Заради тоа што единствено ако се активни и ако прават самите нешто, може да се промене таа состојба. Од возрастните не е дека не треба да очекуваме, ама ако очигледно не ни го дават тоа што ни припаѓа, мислам дека треба сами да си го земеме и да си го потражеме. По мој начин, ако одат сите млади на Европа, нивните домови, што остануваат назад? Што останува? Нели се пропастува нивните домови? Да. А? Да. Добро, дом на млади. Што е дом на млади? Да ти кажам јас нешто. Дом на млади се за млади што треба да ги учете, дека треба да работат и нивниот денар што ќе падне у дом на млади, таму се преработува тоа со младите и стануваат младите на ефект. Им давате можност за младите. Ако не и давате можност на дом на млади, јас знам што е дом на млади. Таму се учи за работа, за тие работи, а не се учи само кафе, да пиеме цигара и алкохол, и дрога, и после се дрогират, се прават младите едноставно. Во ред. Дали ќе може јас на кратко, еве едно мое лично видување, бидејќи Иван се иззема од збор. Јас би сакала еден мал мој осврт во однос на прашањето кое што директно го имавте. Значи во право сте, меѓутоа онолку колку што може граѓанскиот сектор да направи, верувајте ми прави. Значи максимумот го вади, оно колку што ние можеме. Меѓутоа проблемот е на нас ни треба поддршка од институциите. Значи ние спроведуваме известни активности, меѓутоа тие не се доволни. Се додека немаме поддршка од институциите, не можеме да, го правиме оно колку што максимум можеме. Сега конкретно за иселувањето на младите постојат, три очигледни причини, а тоа е проблем со образование, последователно е, дозволете ми. Значи прво проблемот со
квалитетот на образованието и диспропорција у пазар на труд. Второ, партизација на младината и трета работа нема, значи она за што младите штиклираат на истражувања е дека немаат простор за интелектуален и професионален развој. Така што во принцип тоа е тоа. Ситуацијата е таква каква што е, меѓутоа е една од причините зошто сме тука. Баш ова да го дискутираме. Некој друг прашања? Прашања некој друг? Треба, да. Точно. Точно. Ќе морам да ве прекинам, бидејќи позади вас има еден момак кој што веќе дигна рака за збор. Да, ако Може да му даеме простор? Фала. Фала. Повелете. Здраво, Горијан, јас се викам Горијан, младински работник исто така. Сакам да се надополнам на одговорот што го даде Драгана на... Ама тука не е дечкото што го постави. Океј, нема везе. Тој процес да започна заедно, бевме тогаш со Драгана во Маврово, кога почна тој процес пред 3 години, отприлика кога што се сеќавам, имаше за цел професионализација на младинската работа и признавање на поим младински работник како професија во Македонија, бидејќи до сега младински работник не постои како професија и ја, Драган и останати луѓе тука што ги гледам што работиме во младинскиот сектор. Не сме признаени како такви младински работници и тоа многу ќе допринесе исто така кон признавање на неформалното образование. Ме слуша некој мене? Господи, ја ќе ве замолам само за внимание, бидејќи спотлајтот дека вас не ме разбира. Тој процес би помогнал многу за признавање на неформалното образование, бидејќи во најголем дел граѓанските организации и ние, нели, младинските работници се оние кои вршат неформално образование. Океј, имам прашање, едно до Драгана. Спомна дека и покрај тоа што во Штип има многу млади студентски град и така натаму, тие се апатични, не го гледаме Штип како жив град, што би било асоциација нели на голем број на млади. Од она што го имам слушано преку различни дискусии, форуми низ земјава од младите, дека локалната самоуправа, училиштата, факултетите многу па и не нудат можности, односно активности, дали било тоа едукативни, информативни, културни, спортски, какви да се настани за младите. Па затоа се гледа на граѓанскиот сектор, односно на младинските организации како фактор кој би можел да понуди нешто за младите. Сакам да прашам што претпоставам, не само за вашата организација, претпоставам знаете и за целиот младински сектор. Тука што нудите вие како можности за младите? Едукативни, информативни, културни, какви да се? И да му поставиме едно прашање на представникот на СДММ. Колку младите се застапени во смисла на демократско застапување, колку е слушнат гласот на младите внатре во партијата, односно колку вие како подмладок влијаете на донесувањето одлуки горе на врвот во партијата и колку се вие, дали како СДСМ или како СДММ, влијаете, било да е тоа на локално ниво, било да е тоа на национално ниво, каде и да имате представници, во моментот на вклучување на младите во процесите, било на донесување на одлуки, едноставно учество на младите, борба за представници на младите во било кој да е од тие тела. Колку вие придонесувате кон тоа? Океј, тие да. И пред да ги дадат говорниците одговорите, би сакала навистина ве замолам уште еднаш да се воздржиме од коментирање додека некој друг зборува, бидејќи нели ние сме прогресивната младина која што треба да ја менува практиката на возрастните, и ако
гледаме секојдневно дека во парламент или во било која институција, па и надвор од неа, се дебатира без почитување, тогаш како планираме ние да ги менјаме работите. Така што ве молам за трпение, сам кој сака да зборува, микрофон има слободен, може слободно да земе микрофон и да коментира. Драгана, бидејќи до вас беше преупатено прашањето, повелете. Благодарам многу на прашањето. Еден од проблемите кои што го имаме можеби во источниот регион е дека младинскиот граѓански сектор е прилично ограничен. Во штип на прсти ни се бројат организации кои што работат со млади реално и кои што нудат било какви активности. Една од тие ФРЛЗ кои што организираат, имаат дебатен клуб, значи тоа е една можност за младите и некои други активности исто така за млади. Меѓутоа исто така и младински може да понуди едукативни работилници, меѓутоа некое време веќе не го работиме тоа бидејќи сме ограничени со ресурси, а интересите беа од страна на младите малку ограничени. Поради таа причина ние како младински клуб работиме со ученички организации и се обидуваме преку училиштата, значи ако они не доаѓаат кај нас да ние да се обидеме да отидеме кај нив и со нив да работиме, и начин преку кој што мислиме дека можеби можеме да ги активираме е преку ученичките организации нивни во школите. И сега моментално работиме само со две, посетивме и други училишта во текот на минатата недела за да понудиме соработка евентуално во колку се заинтересирани. Сега тоа се можности, организираме различни едукативни работилници, не знам, било што кој што ги интересира младите и децата, меѓутоа основата, нели, она hidden agenda можеби, и не е толку hidden agenda, јавно е, меѓутоа ни сите активности се обидуваме да ги научиме малку повеќе за учество и за активизам, дека самите треба нешто да направат, односно да ја покренат иницијативата, бидејќи возрастните искрено, ако има иницијатива од младите и од децата, искрено се заинтересирани да поддржат колку можат. Сега, друг проблем е капацитетот. Значи, ние како организација, ФРЛЗ како организација, имаме ограничен капацитет од аспект на луѓе и од аспект на ресурси, што значи бројката која што можеме да ја покриеме е многу мала. Сме се обиделе можност е и преку универзитетот да се работи, да се соработува директно, например во универзитетот да се отиде и да се соработува со студентите таму. Меѓутоа и тоа е прашање, пак е дополнителен ресурс кој што ние треба да го искористиме и стоиме на располагање цело време. Така што факт е дека ограничени се можностите за младите и за децата. Во рамки на училиштата немаат кој знае какви активности, туку се сведува на проекти кои што училиштата ги спроведуваат, па организираат тоа што треба, без некое значајно учество на децата во планирањето и во давањето на идеи за сите тие работи кои што ќе се случуваат. Друго е активноста на политичките партии. Значи некојаш организираат не знам, организираат некои настани, но и тие се со ограничен веројатно капацитет, бидејќи ако организира едната страна, симпатизери и членови од другата не доаѓаат. Спортски активности имам примери такви. Така што ограничени ни се капацитетите и неопходна е поддршка од институциите. Благодарам. Како што можев да ве изслушам, вашето прашање беше колку младите се вклучени во донесувањето на одлуките во Социјалдемократскиот сојуз, односно внатре-партиски. Па еве да ви одговорам. Како? И надвор? Да. Па еве да ви одговорам. Во Социјалдемократскиот сојуз, односно во најтесното раководство, во извршниот одбор, најголем дел се поприлично млади кои што носат големи и крупни одлуки. Не само на централно ниво, и туку и на локално ниво, во многу од општинските организации, во раководството имаме представници од младите, кои што се поприлично млади. Тоа е за внатрепартиски, значи најголем добар процент во врвовите на партијата се застапени млади и учествуваат во донесувањето на одлуките. За надворешно можам да кажам дека во многу од општините, во советите имаме исто така представници од Социјалдемократскиот сојуз кои што спаѓаат во категорија млади. Еве денес по
долго време и во парламентот имаме представник, односно председателот на Социјалдемократската младина Стефан Богоев, кој што е еден од најборбените пратеници на Социјалдемократскиот сојуз и се бори за правата на младите. Тоа е она што имав да ви го одговорам. Благодарам. Некој друг? Прашања, коментари може? Повели? Прашање до представникот на младинскиот клуб. Кога веќе сте биле еднаш дел од формирање на една стратегија за млади, зошто повторно не превземете иницијатива за формирање на уште една таква? Фала на прашање. Одлично е прашањето. Со тоа што јас веќе кажав дека малку повеќе ми треба иницијатива и од младите и од децата. Односно од младите, од вас. Значи, јас веќе прашав што се случува всушност на 12 август лани, точно или на Светскиот ден на младите или преклани, бев во општината и кажав дека нели немаме стратегија за млади, дека не истекува и дека треба да се покрене тој процес однова, меѓутоа таму градоначалникот се изјасни дека моментално не ни е тоа веројатно приоритет, како стратегијата била хартија. И дополнително се обидов тоа на неколку настани кои што Советот на млади на општината Штип го организираше, да го спомнам како, односно да им кажам дека тоа е тоа кое што би требало, со кое што тие би требало да се занимаваат. Мене лично процесот како процес за стратегија за спроведување на процес за креирање на стратегија, односно ревизија на оваа која што веќе имаме евентуално, воопшто не ми е проблем, но не достига малку повеќе иницијатива и мене лично малку ми фали повеќе иницијатива и желба и од младите да се вклучат во сите тие активности кои што треба, нели, очекуваме некој друг да ги направи за нас. Мене лично не ми е проблем, но ограничени сме со ресурси од аспект на ние можеме да понудиме 5 луѓе и тие 5 луѓе ќе работат. Но за една стратегија, за креирање на една стратегија треба многу повеќе луѓе. Ако сакаме учество и ако сакаме да видиме точно сите млади што сакаат, што им е потребно и што треба да се планира да се работи во иднина. Значи стоиме на располагање, дефинитивно покренуваме иницијатива. Ако сакате, можам да ви кажам кој ни беше процесот на претходната локална стратегија. Организиравме првата забава на картеќе на Сутлакот и организиравме ние. И таа беше за да излобираме, веќе спомнав, Панде Сарев беше тогаш градоначалник, не го спомнувам вака, туку дека се рачунам позади три наназад градоначалници ние. Организиравме неколку средби со градоначалникот, организиравме дефиле низ Штип, организиравме забава у која што младите можеа, целодневна беше, можеа да гласаат, нели да гласаат символично, да дадат глас за локална стратегија за млади, така што можеме да направиме еден куп настани кои што само треба малку повеќе желба, да можете да не се јавите у било кој време и да почнеме да работиме било што. И сакам да кажам дека за многу работи не требат пари. И тоа земите го предвид кога размислувате за било кој, не зборам за стратегија, не зборам за било што. Го зборам за било какви активности на младите. Собереме се група другари 5 или 6, за многу работи стварно можеме и без пари да ги поминеме и можеме да поминеме со треба ни простор, има институции кои што го имаат тај простор. Треба ни ЛЦД проектор за некоја работилница, има институции кои што може да го дадат на користење. Имаме евентуално некоја тема ако не интересира, било која тема, можеме да најдеме предавачи. Имаме ресурси, само треба некој да излезе со идеја и со желба и да се изорганизираме. Фала. Некој друг може би прашање? Повелете. Здраво на сите. Да прашам зошто нема член од ВМРО ДПМН, пошто од оваа гледна точка ќе видиме дека СДСМ и на Сорос организациите. Искрено. Не ставај таму. Не. Од оваа гледна точка. Друго, во Република Македонија системот на Република Македонија има еден голем минус. Што е тоа?
ајде да почнем со образованието. Нели имаме многу универзитети кои нели ние студентите или младите завршуваат као доктори, као правници, као економисти, но минусот е во тоа што кај се младите во занаетчиството. Која е вашата цел? Благодарам. За тоа зошто нема представник од ВМРО ДПМН, јас не можам јас да ви одговорам. Кај се младите во занаетчиството, тоа е резултат на пропустот во високото образование. Значи, ВМРО ДПМН преку дисперзираните студии овозможи секој во Република Македонија да се запише и да заврши високо образование, без да разлика дали тоа е навистина квалитетно го учил и го завршил или не. Значи, како што реков, дисперзираните студии овозможија да се многу од нивните блиски се здобијат со титули доктори на науки, професори, декани и така натаму. Ние како Социјалдемократскиот сојуз остро го осудуваме тоа и мислам дека по доаѓање на власта на Социјалдемократскиот сојуз приемот на високо образование ќе биде на многу повисоко ниво. И оние кои што навистина заслужуваат да се школуваат, да го продолжат високото образование, ќе бидат. Оние кои што сакаат да бидат доктори, ќе бидат. Оние кои што сакаат и навистина можат да се занимаваат со занаетчиство, ќе бидат занаетчии. Ви благодарам. Ти благодарам, Трајче. Еве, јас како представник од Националниот младински совет би ти кажала зошто нема представници од други политички подмладоци. Значи, покани беа испратени до сите подмладоци на сите политички партии. Овде со нас во моментот се оние кои што прифатија да гостуваат. Во другите градови сме имале представници од други политички партии. Значи, сме имали од ДУИ и од ДПА, сме имале од ГРОМ, сме имале од ДОМ. И така натаму, значи повеќе политички партии. Е сега, чисто само за информација, бидејќи знам кај нас медиумите се тие кои што ја креираат сликата, па еве, чисто да ти пренесам информација, можеш и сам да видиш дека во суштина проектот е поддржан од Национален демократски институт за меѓународни работи, NDI. Така што Сорос, не знам каде уприказна. Океј. Фала. Некој друг прашање или коментар? Повелете. Али, океј, мислам, медиумите се виновни за тоа, за таа поделба едни, други, трети, пети, така што во ретете разбирам. Али сакав да ти појаснам сам. Здраво на сите. Мене прашањето ми произлезе од одговорот на последното прашање поставено кон представникот на СДСМ и коментарот, ќе парафразирам дека не секој заслужува високо образование. Апсолутно би се сложил дека квалитетот на високото образование е намален и дека лесно се добиваат дипломи и воедно и не се добива потребното знаење од студиите, но би сакал да ми одговориш како ќе се здобиваме со правото на високо образование и како ќе се заслужи истото. Благодарам. Во претходниот одговор кажав дека по преземањето на власта на Социјалдемократскиот сојуз ќе се направат крупни реформи во високото образование. Значи, беше во изминатата година беше наметнато дека ќе се прави екстерно тестирање. Тоа исто така можам да го споредам со ова, тоа е на само тортура на врз учениците. Ние сме против тоа, значи не може една оценка да влијае врз целокупното знаење на студентите или на средношколците. Како што кажав, ќе се подигне квалитетот на високото образование. Реков дека овие дисперзирани студии овозможија само здобивање на титули на доктори на науки, на
професори, декани, продекани, оние кои што се блиски до власта. Значи, мора во Република Македонија да се знае кој може да биде доктор и кој навистина учел, а не да се вреднува партиската книшка или да се вреднува или да се унапредува оној кој што е член на владеачката партија. Мора да се, како што кажав, мора да се знае кој може и кој ќе учи за доктор, да биде доктор, кој сака да биде економист, а кој не планира да се занимава да го продолжи високото образование, да отвори, да продолжи да работи, дали во занаетчиството или било каде, да го стори тоа. Значи, тоа е тоа што ние како Социјалдемократскиот сојуз го нудиме. Значи, подигнување на квалитетот на високото образование. Некој друг коментар? Здраво на сите. Здраво. Јас малку се двоми дали да влезам у дискусија, односно дебата или да не влегувам, ама малку ми се дегутантни вашите одговори на прашањата поставени од сите овде, заради тоа што вие не кажувате детали и мислам дека малку зборувате паушално. Кога зборите за дисперзирани студии, немој да мислите дека секого што е од власта завршил факултет на дисперсирана студија. Инаку јас сум член на политичката партија од СДСМ, ама сепак мислам дека вашиот пристап е една голема небулоза. Правите едно такво големо етикетирање на факултетите и универзитетите во Република Македонија, што јас не можам да го толерирам. Значи, вие велите секој што треба да заврши за доктор, ќе заврши за доктор, така? А каде ви е овде средното образование? Каде ви е овде средното образование и подобрување на квалитетот во средното образование? Вие се фокусирате на високото образование, така? Така. Ама најмногу суштинско во целата работа е средното образование. Бидејќи со средно образование секој може да се стекне со диплома на занаетчија, за да завршиш факултет, а да бидеш занаетчија не може. Друга работа. Мене многу ме интересира детал како тоа вие ќе ги задржите квалитетните кадри во Македонија. Зборам за деца, млади иноватори, кои во Република Македонија се поприлично тргнати настрана. А бидете свесни дека има многу млади кои што инвестираат во своето образование и при тоа имаат суштински работи остварено на научно наставен план, права муабет, а никаде од никоја политичка партија нема никаква заштита за тие деца. Фала многу. Благодарам и на вас. Изгледа грешка сме се разбрале. Јас не реков дека сите, буквално сите кои што се членови, симпатизери или активисти на ВМРО-ДПМН се здобиле така преку прсти прогледување со високо образование, туку најголем дел. А за вашето прашање како ќе ги задржиме квалитетните кадри? Преска го спомнав проектот Гаранција за младите кој што стои во програмата на Социјалдемократскиот сојуз и кој што веќе се спроведува во најголем дел од земјите членки. Со него ќе овозможиме секој млад човек да се здобие по завршувањето на високото образование, да се здобие со можност за вработување или можност да го продолжи своето образование или да добие пракса или тренинг за по завршувањето на образованието да се вработи. Спомнавте средно училиште. Средно образование исто. Бидејќи прашањето беше за високо образование, одговорив за високо образование. Значи во средното образование ќе има промени. Најголемата промена ќе биде укинувањето на екстерното тестирање преку кое се врши тортура врз сите ученици и добиваат многу нереални оценки по тестирањето. Тоа е тоа што можам јас да ви го одговорам сега и тоа се дел од мерките кои што стојат во програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Поред само да идеме. Таму па напред овде.
Мене прашањето ми беше нели дека СДСМ ќе спроведе некои одредени реформи во високото образование. Мене поспецифично ме интересираше кои се тие реформи, на каков пристап ќе имаат и од друг аспект дали сериозно мислите дека само укинување на екстерното тестирање во средно образование е начин целосно да се оправи? Дали тоа е единствениот проблем во средното образование? Дека ве молам, значи мора да го почитуваме редот, бидејќи и други има кои што сакаат да зборуваат, така што да дадеме простор да го слушнеме одговорот на прашањето на момчето кое што го постави пред малку, ве молам. Тоа дека укинувањето на екстерното тестирање ќе е само еден дел кој што ќе придонесе во подобрување на средното образование не се изразив така, туку тоа е само еден дел од програмата на Социјалдемократскиот сојуз кој што по доаѓањето на власт ќе го стори. А како ќе се променат нештата во високото образование, можеме да кажеме дека ќе се внимава кои кадри се во образовниот процес и дали навистина тие заслужуваат да бидат професори, декани и така натаму. Значи, како што кажав, нема да се вреднува партиската книшка или дали си член или не си член на владачката партија, туку вистинското образование. Исто така, во програмата на Социјалдемократскиот сојуз стои сет мерка која што нуди шанса за волонтирање во образованието. На оние кои што се најдобри студенти на универзитетите ќе се даде можност под менторство на наставниците да волонтираат во наставен кадар во период од околу 1 до 2 години. Тоа е она што, пак ќе кажам, тоа е она што стои во програмата како дел за младите во образованието. Благодарам. Повели? Да ви се представам прво, јас сум Благој Милев, голема штета што денеска нема представник на Унијата на млади сили. Некако представниците од Унијата на млади сили како да имат некоја страф од дебата, како прво немаат представник во парламентот, немаат представници на никакви дебати како што ова дебата, не излегуваат на никакви интервјуа, единствено се добри во лепење плакати и јадење сендвичи на контрапротести. Тоа е реалноста. Сакаме предлог до вас да доставам, да направите анализа. Во оваа брошура не видов никаква анализа за излегување на представници на политички помладоци на вакви дебати. Колку представници имат излезено од СДСМ, колку представници од ВМРО-ДПМН, колку представници од останатите политички партии. Ти благодарам на сугестијата. Ќе имаме предвид во иднина која ќе работиме на прашања поврзани со политички подмладоци партии генерално. Некој друг прашање? Ајде. Ја пак ќе се вратам кај високото образование. Повели. Бидејќи рековте дека имате во план наскоро да преземете власта и претпоставам дека сте подготвени со детално испланирана програма за да ја водите државата и да започнете со реформи во истата, за нели да оправиме бидејќи како што рековте е во многу лоша состојба. Ме интересира кои конкретни точни реформи и мерки ќе ги преземете веднаш по освојувањето на власта во однос на подобрување на квалитетот на високото образование. Значи тука зборувам внатрешно за квалитетот, суштината на високото образование, незините студиски програми, кадарот и слично, не за инфраструктура, студентски домови и слично, во однос внатре на самото образование, на материјата, кадарот и слично. Ако добро разбрав, што конкретно ќе промениме во високото образование? На почетокот кажав дека нема да откривам многу за програмата на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз на 5 јуни нема да учествува на избори. Да, добро.
значи прво да се изјаснам дека програмата во целост на Социјалдемократскиот сојуз не е завршена. Имаме дел мерки како предлог што ние како најголема опозициона партија и како партија што сериозно претендира да дојде на власт, можеме да ги понудиме. Ова што веќе беше како мое излагање во делот на високото образование, тоа што она го содржи во програмата. Значи програмата, како што реков, не е во целост направена, ќе има уште многу предлози и мерки кои што ќе можеме да ги понудиме на младите и на студентите. Од општиот дел можам да кажам дека Социјалдемократскиот сојуз по преземањето на власта со сигурност ќе инвестира или ќе се залага за подобрување на младите, каде што спаѓаат овде и студентите. Значи, кажав дека квалитетните кадри, веќе да не се повторувам, ама еве повторно да ви одговорам. Квалитетните кадри, тоа е што стои моментално во програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, ако би ви одговорил нешто дополнително, би карикирал и тоа е тоа што до сега го имаме како мерки во програмата. Некој друг прашање? Повелете. Добро, веќе кога имате испланирано дека една од мерките е проверување на кадрите во високото образование, како специфично ќе ги проверите кои се квалитетни кадри, кои не се, дали ќе ги паршувате студентите, дали ќе има некои екстерни тестирања за кадрите во високото образование, како може да се изведе тоа буквално, ме интересира. Па мислам дека сега овој одговор би ви го одговорил лично од мене, затоа што не знам како Социјалдемократскиот сојуз точно и не можам да навлегувам во детали. Мислам дека никакви екстерни тестирања за кадрите нема да постојат. Се знае кој е добар, а кој е кадар кој што е примен по партиска линија. Можеме да забележиме од неговото образование, од тоа како тој си ја работел работата. Социјалдемократскиот сојуз ќе се залага и за создавање на нови кадри. Тоа го реков, во програмата имаме и мерка каде што ќе се даде шанса на добрите ученици да волонтираат во образованието и понатаму да се градат како добри професори кои што ќе можат да придонесат добро во образованието. Благодарам. Неколку пати во денешната трибина е поставено прашање каде се младите, зашто младите не се двигател како во главниот град Скопје, зашто не се тука во Штип. Околу тоа сакам да дадам коментар, бидејќи во минатите 10 години може да се каже дека во секоја организација која е во градот, значи и во школите, во факултетите, во средни и основни, значи секаде е преголема партизација, значи преголема, дека не можат младите да се истакнат и да си го кажат своето, бидејќи имаат страв да си го кажат, некаде каде го дигнат гласот се одма во почетокот сопрени, значи соучени, со закани и мислам дека најголем дел поради таа работа. Значи сведоци сме, значи сите сме млади, знаете и вие, значи во некои средни училишта како професорите уствари предават. Значи со некој се играат игрички, со некој земе излези прочита лекцијата, значи нема никаков однос ученик-професор. Значи учениците сами си ја предават лекцијата и сами си ја раскажуваат после за оцена. Оценуваат професорите, ама работа е што и они не знаат да ви објаснат, ама тоа е голем проблем во образованието тука во Штип. Исто така знаеме, значи, за студентите. Студентски парламент во Штип не постои веќе 2 години. Не знам колку сте запознаени со тоа. Значи млади луѓе, значи сигурно имате по некој пријател дека се пожилил за некоја одлука на факултето во студентски парламент или студентски правобранител
имаме и групи на студентски парламент каде се бришани тие млади луѓе, каде немат каде да се обратат. И мислам дека посебно тука во истокот, зашто младите уствари не се не дигат, не гледат своите иднина тука во Македонија. Работа е што тука во Штип, например, јас сум студент по информатика, инженер по информатика, значи стрикно за програмирање, плата во приватно е 12.000 денари. Значи секој млад човек, значи во Скопје сум сведоци дека под 500 евра нема. Значи плата за програмери. И тука младите не си ја гледат своите иднина од тие работи и сите ја гледат преку партија да дојдат до администрацијата, да дојдат за да земат некоја поголема плата. И затоа тука значи младите во Скопје гледат излез, значи не име цел администрација. Бидејќи знаат дека приватно, значи многу повеќе земат од администрацијата, но тука во Штип и во истокот работа во приватните фирми се многу пониски него администрација. И мислам дека затоа ги нема тука да се дигнат, бидејќи сите си ја гледат иднината на страна. Ти благодарам. Јас мислам дека е време веќе да привршуваме. Би сакала целата дискусија да ја сумирам во кратки 2 реченици. Во она барем јас што успеав да го детектирам од вашите говори, од вашите прашања и коментари, а тоа е дека она што на младите, конкретно во овој регион и конкретно во општина Штип е потребност, а и генерално, значи ова се реформи кои што се потребни на национално ниво, а тоа е проблемот со образованието на секое ниво, значи проблемот со пазарот на трудот и тоа е тие места кај што треба да бидат фокусирани институциите за решавање на клучните проблеми кои што нас не засегаат. И третата и исто така многу битна компонента е буџетската линија за млади. Навистина ми е драго што имавме прилика да се собереме овде и да успееме да го голтнеме заедно моментот дека немаме политички подмладоци од други политички партии. Меѓутоа, искрено се надевам дека ова ќе прати силна порака до сите понатаму, меѓутоа највеќе до младите, дека Националниот младински совет нема да застане со овие форуми тука, туку ќе продолжи во иднина и дека се помасовни и помасовни ќе бидат тие форуми, се повеќе и повеќе прашања ќе успеваме да отвориме, за да имаат предвид подмладоците на сите политички партии кога ќе лобираат за младински политики во рамки на нивната партија, меѓутоа и во рамки на институциите. Ви благодарам уште еднаш на вашето гостување и само да напоменам дека надвор има мало кафе коктелче, кај што можеме да се дружиме во неформална атмосфера и дополнително да коментираме за нештата што не беа искоментирани. На гостите им благодарам што беа овде со нас и се гледаме во следна прилика.